Министерот за здравство Арбен Таравари не бил информиран дека недостасувале лекови на онкологија, откако од Сдруженијето Хема Онко реагираа дека од вчера нема терапија за меланом и бели дробови, а од 15 март имало недостаток на лекови за пациентите со рак на дојка. Според него, генерално, сите лекови биле достапни. Јас моментално немам информација дека има недостаток на некаков лек на онкологија. Генерално ги имаме сите лекови. И за инзулин имаше 2 дена немаше недостасуваше, меѓутоа веднаш потпишавме анекс со компанијата која што снабдува, така да сега во моментот ја колку што знам, ако има нешто ново од утрово што ја не сум информиран. Вчера на пресконференција првиот човек на фондот Клековски и од клиниката за онкологија потврдија дека дефицитот на лекови е поради административни пречки во тендерот и дека лековите ќе бидат достапни до великденските празници. Во меѓувреме со реакција излекува од опозицијската СДСМ, од каде побараа одговорност поради, како што велат, ненавремено снабдување на пациентите со терапија и лекови, со што бил загрозен нивниот живот. Втор пат за 3 месеци нема биолошка терапија на онколошките пациенти, кој за нив живот значи. Иако директорот на Фондот за здравство, Клековски, ветуваше дека никогаш повеќе нема да недостига терапија. Пациентите, чии животи зависат од секоја доза, од секој ден, повторно се жртви на неспособноста и рамнодушноста на власта. Веќе 1 месец ја нема биолошката терапија за рак на дојка, меланом и карцином на бели дробови. Ова е втор пат за 3 месеци да снема живото зачувувачка терапија. Од ВМРО ДПМН ги повикаа од СДСМ да престанат да шират паника. Оттаму велат дека моменталниот недостаток бил поради промени во системот за јавни набавки, а сите лекови ќе бидат достапни за 1 недела пред великденските празници во количини доволни за наредните 12 месеци. Го повикуваме СДС да престане да шири паника, лаги и манипулации. Исто така потсетуваме дека СДС е партија која ја води Венко Филипче, кој порано бил министер за здравство и кој е директно одговорен за наследената лоша состојба во македонското здравство. Кога сме кај грижата на СДС, токму за ваквите пациенти болни од рак, само ќе повториме дека СДС е партија во чие време на владење на онколошките пациенти наместо терапија им се даваше физиолошки раствор, а скапата терапија завршуваше на црниот пазар. Покрај недостатокот на лекови од Сдруженијето Хема Онко реагираа дека не им било исполнето ветувањето дека хормонската терапија за рак на дојка ќе им биде достапна во аптеките, иако буџетот бил зголемен за 3 милиарди денари, пациентите се уште не виделе бенефит.